Поштовани, привршуваме со денешното издание на утрински брифинг и како што се веќе стана вообичаено при крајот на овај наш 3-часовен, ова наша 3-часовна дружба со вас, главно се занимаваме со економските последици на коронавирусот. Гостин во линковската релација е Бранимир Јовановиќ, универзитетски професор, поранешен советник на екс-министер за финансии Тевдовски и финансиски аналитичар. Добро утро, Јовановиќ. Добро утро, поздрав за вас и до гледачите и слушателите. Благодарам многу. Имавме малце проблеми да го пронајдеме телефонот, но се надевам дека сега е се окей. Јовановиќ, прва провокација, за да ви го поставам после прашањето. Како оценувате оваа, како што вели властата, скандалозна одлука на Уставниот суд со кој практично си ги вратија парите и покрај тоа што владата се обиде да одигра еден поприлично симптоматичен принцип на хуманост и солидарност со кратење на платите на врвните функционери на минималец? Ќе морам да се согласам тука со владата, скандалозна е одлуката. Гледате, ја не сум голем фан на таа пракса на намалување на плати и на откажување, да кажеме, од платите во име на солидарност, како например што прават одредени министри, затоа што мислам дека тоа е на еден начин омаловажување на работата. Секој што работи, дури државен функционер, вложува труд и платата е надоместок за тој труд и затоа треба да биде достојно платен. Меѓутоа, ако веќе е донесена одлука да се скратат тие плати, скандалозно е што судот веднаш си носи одлука со која што намалувањето на своите плати го смета за противуставно, го прогласува за противуставно, а други, не знам колку одлуки, процеси, иницијативи до Уставниот суд стојат нечепнати. Така што тој принцип е многу проблематичен и она што е многу загрижувачки од целата оваа работа е што ова ќе направи револт кон сите вработени во јавниот сектор и сите ќе почнат да ги обвинуваат, сите да ги стереотипизираат, сите дека се исти како судиите, дека се тоа паразити кои што ништо не работат, земаат огромни плати, се мислат само на својот интерес и слично, односно ќе го зголеми револтот кон јавната администрација и јавниот сектор, во ситуација кога тоа воопшто не е така. Така што генерално да не должам премногу, мислам дека е многу лоша оваа одлука, но не гледам дека може нешто сега да се направи во врска со тоа. Уставниот суд веќе со деценија наназад има еден бонапартистички принцип, тоа е држава, тоа сум јас, но кога одговара на одредени владеечки партии или кога им одговара на нивните тесно гради интереси. Бранимир Јовановиќ, го почнеме прашањето за да го аплицирам или да ја вратам вашата теза. Каква солидарност во овој момент ни требаше и каков егоизам манифестираме во овие времиња на очигледно недостиг на пари, недостиг на одредени средства за интервенција во здравството, отсуство на меѓусебна деловна соработка и солидарност? Има само една солидарност, нема повеќе. Солидарноста во економска смисла значи тие што имаат повеќе да даваат повеќе, да придонесуваат повеќе кон општото добро, односно конкретно во услови на кризи, товарот од кризата да падне на нивен грб и затоа што тие можат тоа да го поднесат, за разлика од оние кои што немаат, но и затоа што тие се оние кои што профитираат и во мирнодопски услови, да кажеме, но дури за време на криза. Ви имате луѓе кои што и во оваа криза се богатат и фирми и слично. Така што најлогично ќе беше и тоа е единствената солидарност, товарот од кризава да падне врз нив, односно конкретно државата да ги изголеми даноците за профитабилните фирми и за богатите луѓе. Но наместо да го видиме тоа, ние гледаме постојано повикување во име на солидарност за покачување на акцизата, односно за даночење на сите. Во име на солидарност за кратење на плати на јавна администрација. Добро што се откажа од таа идеја, но сакаат тоа да го направат. Во име на солидарност за кратење на платите на функционерите. Значи, гледате, државата е спремна дури да си ги намали своите плати, своите примања. Значи, тоа не е егоизам. Тие се спремни да се откажат од своите примања, ама не се спремни да ги оданочат богатите и моćните. И тоа всушност си покажува кој е главен во оваа држава. Тоа не се само да ја довршам реченицата.
Значи не се главни политичарите, не е главен Спасовски, не е главен Заев, не е главна Нина Ангеловска, главни се бизнисмените, главни се богаташите, главни се олигарците, затоа што тие ќе бидат единствените што ќе поминат нечепното во оваа криза. Сега ќе видиме колкав степен на лична солидарност имаат откако Уставен суд им ги врати платите. Дали ќе издржат на фактот дека за наредните 2 месеца своите плати ќе ги намалат на 14.500, а сите други ќе ги стават во фондот за борба против последиците од COVID. Иако не ми е јасно како тоа ќе го направат. Што вие мислите? Па тоа, гледате, видовме дека многу функционери вчера изјавија дека ќе ги донираат платите, таа повисока разликата од платата ќе ја донираат по тој фонд. И гледате, тоа генерално е окей, ја немам проблем со тоа, се надам дека повеќето нив ќе го направат тоа, во име на таа некој принципијалност, но гледате, ја генерално имам проблем со тоа кога јавните финанси на државата се сведуваат на доброволни прилози. Не може држава да се финансира од донации од фирми, да ги молите вие фирмите да платат данок пред време, да отварате сметки на кои што фирмите ќе донираат, да повикувате на откажување од мој ДДВ и слични такви работи, во ситуација кога имате толку голем неискористен потенцијал. Значи, имаме најголема нееднаквост во Европа, богатите луѓе во оваа држава заработуваат најголем дел од вкупниот национален доход од сите европски држави, големите фирми во оваа држава заработуваат најголем дел од вкупниот национален доход во оваа држава и вие нив не ги даночите, туку повикувате на солидарност и отварате сметки за донација, отварате мој ДДВ, повикувате функционери да донираат плати и слично. Значи, имам проблем со тоа сваќање на државата, затоа што тоа е на еден начин дерогирање на државата, тоа е сведување на државата на доброволни прилози, односно на еден начин на питачење. Државата ја претвараме во просек, во питач, што всушност е голема, многу трагично. Јовановиќ, добивате на оден начин сатисфакција сега, откако не го прифатија предлогот ваши на Тевдовски за прогресивен данок, што сега можеби на оден начин ќе беше некоја политика на зафаќање повеќе од побогатите. Прашањето сега е како финансискиот товар да го поделиме на сите. Ви го сведовте тоа и го држите ставот дека побогатите треба да дадат повеќе по разни канали. Ние имаме ситуација која во една колумна, вие самите го наведуваме, на плати од 25.000 евра месечно, но заборавате дека лани, мислам дека се еден или двајца пријавија 250.000 евро месечна плата, што е исто така од еден начин на изигрување, бидејќи плаќаат само до одредена сума давачки, а другите се практично нето. Но имам една тема која ја нашнавте на прилично атрактивен начин, а тоа се банките. Банките покажуваат во Македонија исклучителен однос на егоизам и отсуство на корпоративна солидарност. Погледajte, наплаќаат камати на камати. Значи, тоа е тој простор кој, и што е најважно, тие камати се според стапките 5,7, а не, например, под одлуката на Народна банка во која каматата беше намалена на 1,75. Дали мислите дека банкарската олигархија во овој момент е најмокната, бидејќи таа ги диктира условите? Практично ни гувернерот на Народната банка Бежевска во еден подолг период не успеа да ги дисциплинира, да ја наметне тезата дека дивидендата треба да биде искористена за докапитализација во овие воредни услови. Никој не рече дека ќе им ја одземе. Па тоа, значи, гледате, јас не ги обвинувам банките. Хари Костов убаво си каже во едно интервју да банките не се добротворни организации, банките се грижат само за профит. Човекот е во право. Оно што треба да се обвинува во оваа ситуација, тоа е владата. Владата има не само право, туку и морална обврска да ги контролира таквите субјекти, особено во вакви кризи.
Знаете дека во време на, не знам, големи кризи во историјата, за време на револуции, профитерството било строго казнувано, дури со драконски мерки, сега да не спомнам за да не видам сватен погрешно. Секогаш во вакви кризи државата има обврска да ги заштити граѓаните, дури ако и да посегне по некои нестандардни мерки. И тоа можеше да го направи во оваа ситуација, конкретно со банките, преку, например, да пропише јасно и гласно со уредба нема наплаќање, нема пресметување камати за време на периодот за кој што ги одложувате обврските на граѓаните. Точка, нема тука преговори со банките. Ви наметнуваме, ако не сакате да слушате, селете се, што сакате правите, нема каде да одат. Или да каже, ако тоа е, например, престрого да каже, не смеете да наплаќате повисока камата од 1%, 2%, колку и да е, некоја нормална камата, а не 5 и 10% како што наплаќаат сега. Или дури да преземи радикални мерки да каже, нема исплата на дивиденди, забрана за исплата на дивиденди. Или, ако исплаќате дивиденди, ви земеме данок. 50% од дивидендата што ќе исплатите е данок кон државата. Или дури да каже да пропиши повисок данок. Значи, на непласираните средства на банките по стопанството, тие средства што ги паркираат Народна банка од околу 500 милиони евра, ви ставаме камата, не знам, 2%, 3%, 5% камата, тоа го направија некои други банки, значи може тако нешто да направат и тоа се нестандардни мерки, да кажеме, во мирнодопски услови, но во ваква криза се сосема легитимни. Но државата од некоја причина не сакаше тоа да го направи и според мене пак причината е во тоа што некако не ја сваќаат, нашите политичари не сваќаат која е функцијата на државата. Тие се поставени на тие функции за да им служат на граѓаните, да служат на општото добро, на јавниот интерес, а не за да задоволуваат одредени партикуларни интереси. Дека политичките елити имаат директни интересни конекции со банките. Ајде да не зборувам за тоа дека никој не се огласува во јавноста да ја чепне големата петорка банкарска. Университетски професори се членови на надзорни одбори, комори, јавни личности и други. Никој не зборува на начинот на кој излегуваат од матрицата банките се стабилноста на финансискиот сектор. Но сега јас ќе ви прочитам, мислам дека вие сте го прочитале, Нил Кашкари, директор на една, да речем условно, национална банка во една од сојузните држави во Америка, вели големите американски банки сега треба да соберат капитал од 200 милиарди долари. И тезата е, големите банки кои се желни да бидат дел од решението на кризата од коронавирусот, најголемото патриотско нешто што денес може да го сторат ќе биде да престанат да исплаќаат дивиденди и да соберат капитал за да се осигураат дека можат да издржат подлабок економски пат. Моето прашање е дали тоа може, а второто прашање е зошто ние создаваме илузија дека нашиот банкарски систем е одличен, стабилен, во услови во кои никој не може да предвиде каква можна разврска може да ни се случи со една економска пандемија. Значи, дали е тоа можно? Теоретски да, но во пракса никош не очекувам банките сами тоа да го направат. Секогаш сметам дека државата мора тоа да го направи. Кај нас тоа не го гледаме, а негде во други земји во светот сме гледале такви некои ситуации. Да не е должен премногу, но еве, например, во Америка во време на големата финансиска криза пред 10 години, државата дури национализираше одредени банки. Пушти некои банки да пропаднат, како Lehman Brothers, некои други национализираше. Тоа може и кај нас да се направи. Државата има легитимно право да национализира банка, да ја преземе, да ја земе во владение. Зошто кај нас тоа не се случува? Не знам дали има тука некои поврзани интереси. Искрено не верувам дека се тие на некоја директна релација, во смисла, не знам, премиерот да има директна финансиска корист во овој момент од некоја банка. Може би има некои индиректни врски во смисла на, не знам, кога ќе завршам со оваа функција, сакам да бидам пријател со банките, затоа што ќе се бавам со бизнис, па ќе ми треба нивна подршка и слично. Може да има некои такви релации, не го негирам тоа. Иако мислам дека по-сериозно е тоа што мислам дека отсутства политичка едукација. Нашите политичари, премиери, овие што се на највисоки позиции, не сваќаат која е улогата на државата. Тие постојано викаат, ние сме левичари, ние се грижиме за сиромашните, ние треба да обезбедиме заштита на послабите и такви некои фрази, ама тие не сваќаат дека тоа, за да го обезбедат тоа, тие мора да им стапнат на жулј, што се вика, на богатите, односно мора за некој начин да им покажат заби на богатите или да лупнат по маса кога ќе седат со нив. Не сваќаат дека мораат и тоа да го направат. И се доведоме во ситуација
ситуација кога сакаме да бидеме и на едната и на другата страна, односно да седат тие премиерите и политичарите на две столици и затоа или паѓаат на земја, или пак да стануваат целосно на страната која што е на страна на олигарсите, во овој конкретен случај банкарите. Каков гувернер на Народна банка имаме, кога Бешовска овие 5 олигархиски банки не ја послушаа апсолутно сугестивната нејзина намера дивидендата да не се доделува. Напротив, 24 часа после тоа, нивниот одговор беше прилично брутален. Едноставно, не го послушаа ни дослушаа гласот на Бежовска и си ги поделија дивидендите. Јас знам што ќе ми кажете. Акционери има, дел од нив се странски и дека треба да ги изнесат, односно треба да се додадат дивидендите. Но ви го посочувам примерот со Американската сојузна држава, каде што сугестијата да не се доделуваат дивидендите и да се впрегнат во докапитализација на банките беше услушана и реализирана. Значи, ја нема да ви го кажам тоа дефинитивно, затоа што мислам дека мораше да се забрани исплата на дивиденди, или ако веќе тоа се смета за радикално, стави висок данок на тоа, 50% данок на исплата на дивиденди. Значи, пола за вас, пола за нас. Но ја не обвинувам тука гувернерката. Гувернерката нема моќ да носи одлуки, да носи закон, уредби со законска сила во оваа криза. Таа моќ има владата во овој момент и владата е тука виновна. Гувернерката мисля дека го направи своето, таа апелираше. Океј, тоа пак може да делува на некој да му делува смешно, апелира, но сепак од некоја морална гледна точка таа кажа дека тоа треба да се направи. Треба да се забрани исплата на дивиденди. Е сега зошто немојте да ја амнестирате, само еден момент, немојте да ја амнестирате затоа што во инструментите на гувернерката на Бежовска стои тоа да ја зголеми квотата на резервации, што на одреден начин банките би можело да ги доведе во ситуација дел од дивидендите да ги користат на тој план. Тоа не е никаква продирање во самостојната политика на банките. Ама тоа нема да ги спречи да исплата дивиденди, зашто ако зголеми задолжителна резерва, тие само ќе треба да стават повеќе средства како задолжителна резерва, ама нема со тоа да ги спречи таа директно дивиденди. И ќе викаат немаме доволно пари, се извинувам, да. Ама нема, значи поентата е два проблеми има тука. Едниот од морална гледна точка, односно во ваква криза тие профитираат и не само што профитираат туку и се исплаќаат дивиденди, а тие се нели богатите, тоа е моралната страна, а втората страна е што државата нема пари. Сега, значи и двата проблема може да се адресираат ако владата или донесеше уредба за исплата на дивиденди, за забрана на исплата на дивиденди, или ако кажеше од тие дивиденди што ќе исплатите, пола да идат кај нас. Така што мислам дека моќта сепак беше кај владата и одговорноста лежи кај неа. Не дека сега јас нешто ја бранам гувернерката, него мислам дека сепак не се основани нападите кон неа. Ја нема таа моќта да носи закони, законски одлуки со законска сила во оваа криза. Јовановиќ, кај вас се прочитав апсолутна сума колку ќе карат банките од овие одложени кредитни рати, што е практично на целокупниот нивен минатогодишен профит. Добро, со тоа што тие податоци до околу 100 милиони евра, тоа се приходи, тоа се податоци за приходи, тоа не е чист профит, затоа што ти имат трошок, нели, истовремено при обезбедување на тоа, но тука принципот е виден. Принципот е дека во оваа криза, дури во оваа криза, која нели сите други губиме нешто, банките не само што не губат, туку и заработуваат. И тоа е она што боли. Дали те ќе заработат 100 милиони, дали 50 милиони, дали 10 милиони, помалку важно. Важно е дека сите ние губиме, а тие добиваат, черуваат и во оваа криза. Јовановиќ, на крај, конечните последици од пандемоекономијата се несогледливи. Германскиот економски експерт Габриел Фелбермаер, председател на Германскиот институт за светска економија, очекува пандемијата на коронавирусот да предизвика рецесија, која ја нарече мајка на сите рецесии. Што вие мислите? Дали ние сме подготвени не оваа да ја пребродиме, туку да се соочиме со реалната рецесија која може да предизвика застој многу подлабоко од она што сега за што сме заштитени, а тоа се туризмот, угостителството и така натаму. Значи ова е долго прашање, ќе ми треба малку повеќе време за да го елаборирам во детали. Ви оставам вас.
Добро, супер. Значи, како прво, мислам дека моментално ситуацијата не е толку трагична. Значи, најстрашната, да кажеме, проекција за нашиот економски пад оваа година е онаа на ММФ, и ММФ каже дека ние ќе паднеме 4%. 4% пад од прилика ќе не врати на крајот на 2018 година, кога и не се живееше толку лошо. Значи, сите ние по 2018 година живеевме окей. Не беше животот тогаш толку полош. Сега што не е од таа гледна точка толку страшна оваа криза. Дури гледано и споредено со други земји, нашиот пад оваа година, ММФ го проектира на 4%, баш ги гледав податоците са Вајлево, од 40 европски земји, само 3 или 4 имаат пад кој што е малце понизок од нашиот. Малта има 3, Србија има 3, нешто, ние сме тука негде. Значи, прилично добро стоиме во тој поглед. Од друга страна имате држави кои што паѓаат по 10%, се очекува да паднат по 10%. Така што ни од таа гледна точка не е толку страшна состојбата. И дури мислам дека нашава влада тука малку испаничи, а тоа е последица на тоа што не се стручи, немаат компетенција, но знаеме кои ги креираат главните финансиски политики. Испаничи кога излева со неизјави, не знам, и ќе ни фалат милиарда, 2 или не знам колку во буџетот оваа година. И внимавајте пад од 15% и слично. Да, тоа се прилично нестручни изјави. Значи, од таа гледна точка нема да биде толку страшно. Она што е, две работи се многу пострашни. Првото е што тој пад може да биде страшно асиметричен, односно видовме дека богатите, банкарите, олигарсите ќе си останат нечепнати, односно веројатно ќе профитираат од оваа криза, што значи дека целиот овој пад ќе биде кај другите луѓе, односно најмногу кај сиромашните. Тие ќе остануваат без работа, тие добиваат скратење на плати од 5% и слични работи. Значи, она што може да се случи е да имаме голем раст и на нееднаквоста, и на сиромаштијата, и на невработеноста во оваа криза. Дури некои меѓународни организации предупредија на ова. Оксфам, која што е главна меѓународна организација што се занимава со сиромаштијата, прогнозираше дека може да имаме до 500 милиони луѓе оваа година нови што ќе паднат во сиромаштие, односно од 6 до 8% од светското население да падне во сиромаштие. Кај нас тоа значи 6% од населението би се 120.000 луѓе. 120.000 нови сиромашни е страшна бројка. И тоа е нашо загрижува што можеме да имаме такви некои последици. А такви последици може да имаме од несоодветни економско-социјални политики, односно од овие политики кои што беа пред се во насока на заштита на богатите, а не во заштита на сиромашните. Но се уште не е касно да се сменат работите и се надевам дека ќе се освестат креаторите на политиките, односно луѓето во владава, и дека ќе почнат да работат малку за сиромашните по наредниот период, а не само за богатите, затоа што лошото допрва доаѓа. Овој прв бран, окей, го поминавме некако, сега може да имаме поголеми последици. Се надевам ќе сватат дека треба малку да работат и за сиромашните, а не само за богатите. Тоа ми е значи првата страна, таа асиметрија. А второто е што кризава покажа дека системот економски и социјален што го имаме во моментов е неодржлив. Тој не може да издржи ваква криза подолго од неколку месеци. Вие со ваква забрана, локдаун што се вика, со вакви карантини, не можете да издржите повеќе од неколку месеци. Ќе немате производство, ќе немате. Се види дека палат маски и слични некои такви работи. Се види дека ние како држава која што не знам традиционално произведува и храна, и текстил и такви некои работи, може да остане без тие работи. Се види колку ни е всушност економијата лоша, односно не е заснована на здрави основи. И мора, значи, поставаа кризи, не само економијата, се види со здравствениот систем, се види со науката, немаме научници што ќе може да прават истражувања или да ги следат, не мора да прават, туку да ги следат истражувањата што се случуваат во светот, се види колку социјалниот систем исто не е соодветен и слично, така што се надевам дека ќе сватат креаторите на политиките, политичарите, дека се нужни суштински, крупни, радикални промени, коренити промени во економијата и во општеството, за да можеме да имаме систем кој што ќе одговори соодветно на некои вакви кризи. Значи мора да имаме крупни радикални реформи после оваа криза и во погледот на јавните финанси, и во погледот на самото производство, и во здравствениот систем, и во социјалата, секаде, за да можеме да евентуално некоја ваква криза, која што може да всушност повторно да се случи, а нели Бил Гейтс тоа постојано го кажува и го кажуваше во минатото, значи за да можеме некоја таква криза повторно да ја дочекаме постпред. Добро, Бранимир Јовановиќ, професор и економски аналитичар, и благодарам што одвоите време за утрински брифинг. Со ова се задоволство да разговара со доволно доза на критичност и објективност. Ви благодарам уште еднаш. И јас на вас. Утрински брифинг завршува со овој дел на нашите
понудени теми. Следуваат вестите, се гледаме и утре. Утре исто така ќе имаме соговорник посветен на владините економски и финансиски мерки и тогаш ќе чуеме и дел од становиштата на опозицијата.